Денес одбележувањето на Светскиот ден на борба против ракот открива неповолна тенденција за најлошата болест во Македонија, откриваат од Институтот за јавно здравје. Веднаш по болестите на циркулаторниот систем, ракот представува втора најчеста причина за смртност во земјата. Податоците за периодот од 2010 до 2024 година покажуваат континуиран раст на стапката на морталитет од малегни неоплазми. Таа се зголемила од 180 на 100.000 жители во 2010 година на 217 на 100.000 жители во 2024 година. Морталитетот е значително повисок кај машката во споредба со женската популација. Највисоки стапки на смртност се регистрирани кај лицата над 65 годишна возраст. Во оваа возрастна група, стапката на морталитет од малигни неоплазми осцилира, но останува висока од 881 на 100.000 жители во 2010 година до 821 во 2024 година. И тука, машката популација бележи повисок морталитет во однос на жените. Наспроти тоа, стапката на морталитет кај лицата на возраст од 0 до 64 години е значително пониска. Се наведува во извештајот на Институтот за јавно здравје. Кај мажите најчеста причина за смрт од малигни неоплазми е ракот на бронхиите и белите дробови. Стапката на морталитет се движела од 64,8 на 100.000 мажи во 2010 година со одредени осцилации и достигнала на 71,3 на 100.000 мажи во 2024 година. Кај жените водечка причина за смрт од малигни неоплазми е ракот на дојка. Стапката на морталитет пораснала од 30 на 100.000 жени во 2010 година на 39 во 2024 година, што укажува на потреба од засилени активности за рана детекција и превенција. Се вели во соопштението на Институтот за јавно здравје.